Благодарам, подпредседателе. Заменичке, ние зборувавме со пациенти. Значи, нас ова пациенти не го кажаа дека ги нема. Денеска, дури денеска, јас кога се спремав за пратеничките прашања, кажаа дека ги нема. И еве да дошле, значи, периодов, колку ги немаше? 9 месеци, 11 месеци? И тоа ви е оправдување сега да кажете дека као последниве неколку денови или месеци и пол дека ги има и после пак ќе ги снема. Иначе инсулин нема повремено, иако инсулинот е и гарантиран со закон, нас ни кажа, ја не верувам дека тие луѓе лажат, повремено нема инсулин. Значи повремено нема ништо, а овие работи кои што овие помагала кои што и лекови кои што живот значат ги немаше 9 до 11 месеци. Сега околу современите викате имало инсулински пумпи. Па може имало, ама на приватно. Ние зборуваме да станат законска категорија како ние што предложиме. Вие да сте обврзани да им ги набавувате, значи да бидат ставени на позитивна листа во фондот и да можат луѓе да им бидат достапни, а не да ги плаќаат скапо. Инаку секако дека се имаме тука ние приватни клиники, имаме некои светски третмани што коштаат 1000 евра, ама тоа ништо не му значи на обичаен човек што не може да си го дозволи. Значи ја кога реков за модернизација, мислев дали вие сте спремни да го смените законот или да го поддржите предлог законот на левица кој што сите овие работи, значи за третман на диабетесот ќе станат фактички законска категорија, ќе бидат обврзувачки за владата. Не сум задоволен, немам